Во врска со последните изјави на премиерот Никола Груевски и председател на ВМРО ДПМН, се потврдува дека не само што продолжуваат неговите директни напади врз Уставниот суд на Република Македонија, туку тие уште повеќе се радикализираат. На тој начин, самиот Никола Груевски уште повеќе го покажува својот вистински и недемократски карактер и отворената негова желба да се стават под контрола сите можни институции во Република Македонија. На тој начин, тој исто така безобразно и безобзирно и бесрамно го спроведува своето сценарио за диктатура и апсолутизам во Република Македонија. Конкретно, што се однесува до законот за лустрација, го подсетуваме господинот Никола Груевски за неколку нему добро познати факти. Имено, прво, СДСМ и понатаму, од принципиални причини, нема да се впушта и нема да влегува во никакви коментари на одлуките и на работата на Уставниот суд, како што е ред во секоја нормална и демократска држава. Второ, според Уставот на Република Македонија од 1991 година, предвидени се законски механизми за демократска контрола на работењето на државните тајни служби за безбедност. Трето, со постојниот Устав на Република Македонија и законите, предвидени се исто така и санкции и казни за сите припадници на тајните служби во случај на евентуална злоупотреба на нивните службени овластувања при работата. Според тоа, господине Груевски, вие сте на власт 8 години, 4 години како министер, во последните 4 години и како премиер. Начело на УБК е вашиот близок роднина Сашо Мијалков, начело на Министерството за внатрешни работи е вашата десна рака Гордана Јанкуловска. Според тоа, господине Груевски, ништо и никој не може да ве спречи да имате пристап и увид и контрола во работата на тајните служби. Затоа, престанете да ја манипулирате македонската јавност и да се криете зад законот за лустрација и да манипулирате со него. Доколку навистина има потреба и доколку навистина сакате да проверите и да ги казните сите оние кои наводно според вас ги злоупотребиле своите овластувања од тајните служби, тоа можете преку институциите кои ги поседувате да го сторите уште веднаш. И на крајот подсетуваме дека СДСМ гласаше во собранието за законот за донесување на законот за лустрација, па според тоа нити има од што да бега, нити од што да се плаши, нити пак да крие нешто во врска со овој закон и останува на ставот за доследно и целосно негово почитување. Ви благодарам. Се надевам нема прашање. Па се сомневаме дека не се така спонтани тие организирање на граѓаните пред Уставниот суд. Во секој случај најлицемерното во сето тоа е што нашол кој да зборува за притисок врз судство. Па погледнете изјавата на премиерот од вчера. Добро кажува дека тој нема влијание врз Уставниот суд. Тоа значи дека врз сите други судови тој лично има влијание, според неговата изјава. Благодарам, тоа е мојот одговор. Дали има други прашања? Ви благодарам за присуството, поздрав.